Новиот водоснабдителен систем, обновата на патната инфраструктура, чистењето на речните корита и каналите, реконструкцијата на училиштата, новата општинска зграда. Овие проекти се најдоа во отчетот на градоначалникот на општина Јагуновце Тони Коцевски за работењето во изминативе 4 години. Би започнал со изградба на новиот регионален водоснабдителен систем за 11 населени места, и тоа Јагуновце, Подбреđе, Јаншиште, Ротинце, Копанце, Туденце, Сиришино, Прелјубиште, Жилче и Рате. Овој проект опфаќа изработка на бунар со капацитет од 42 литри во секунда, пумпна станица, копан резервар од 300 метри кубни, висински резервар од 300 метри кубни, изградба на трафостаница за обслужување на пумпната станица, како и примарна мрежа за водоснабдување во должина од 17,2 км. Во овој период изградивме и фекална канализација и пречистителна станица за населено место Рогашево. Вкупната вредност на овој проект е некаде околу 260.000 евра и со ова значително се подобри загадувањето на водите во населеното место Рогашево, а сакам да нагласам дека ни се обезбедени и финансиски средства и наскоро, значи во текот на пролетниот дел, треба да почне изградбата на фекалната канализација во населено место Јагуновце. Асфалтиравме со помош на владата на Република Македонија и проектите од Светска банка и Европска банка повеќе локални патишта. И тоа локален пат R1203 Орашје, локален пат Прелјубиште Туденце, локален пат во село Вратница, локален пат во новата населба во село Вратница, локален пат R1203 Старосело, локален пат Сиришино Туденце со вкупна должина некаде над 9 километри и со финансиска конструкција од околу 400.000 евра. Во овој период извршено е и машинско чистење на најзагрозените делови од речните корита на реката Вардар и Бистрица, како и ископ на каналите за наводнување и одводнување, и тоа покрај регионалниот пат R2242 на делот помеѓу Шемшово и Прелјубиште, каналот во село Туденце, како и каналот вдолж локалниот пат Жилче Прелјубиште, а во овој период изградивме и мост на реката Вардар во село Сиришино со должина од 18 метри и ширина од 3 метри. Како посебен успех во образованието, градоначалникот го посочи отварањето на интегрираното двојазично училиште во Прелјубиште, како прв ваков проект во Македонија. Овој проект представува вистински пример за модерно европско образование и се надеваме дека овој начин на образование ќе може да во идниот период да го прошириме и во повеќе сегменти, не само на нашата општина, и во околината. Извршена и реконструкција на централните основни училишта во населените места Јагуновце, Шемшово и Вратница, како и на подрачните училишта во селата Сиришино, Рате, Јаншиште, Ротинце, Рогашево, Орашје и Старо село. Реконструкцијата на различните училишта опфаќа промена на кровни конструкции, изградба на нови фасади, реконструкција на училници и тоалети, оградување на училишни дворови и друго. Вкупната вредност на реализација на овие проекти изнесува некаде над 120.000 евра и со реализација на овие проекти значително се подобрени условите за работа на учениците и наставничкиот кадар во сите училишта од нашата општина. Изградба на фекална канализација во Јагуновце, повеќе наменско фудбалско игралиште во Рате, спортска сала во основното училиште Александар Здравковски во Јагуновце се само дел од проектите кои допрва треба да се реализираат во оваа општина. Коцевски најави дека ќе се залага за реализација на проектот за регулација на коритото на Вардар, со што ќе се сведе на минимум можноста од поплави, проблем со кој најчесто се соочуваат жителите на Ротинце, Копанце и Туденце.